Пехчево повторно силно притиска за отварање граничен премин со Бугарија. Иницијативата е стара 25 години, а неа лично ја покренал пехчевецот Благој Гугушевски. Јас на мој трошок со лични пари го тоа дојдов до таа степен. Од физибили студија до идеен проект, до изведен проект, тоа во Агенцијата за државни патишта во Скопје проектот постои од 98 година. Потенцијалното отворање на преминот Пехчево-Симитли би било од огромно значење за двете општини, се согласува и градоначалникот Драган Тренчовски. Инаку за нас се разбира како општина ќе е од огромно значење за локалниот економски развој пред се и големиот проток на туристи ќе се зголеме на тој начин, затоа што ние, како што знаете добро, како општина веќе вложуваме многу во туризмот, а тоа плюс ќе донесе голем број на туристи со што ќе се раздвижи и економијата во самата општина и во самиот регион. Зошто идејата стара цели 25 години досега не е промовирана соодветно? Поради фактот што и граничниот премин Клепало во моментот е актуелен и заради издвоените и средства веќе за инфраструктурниот дел. Мислам дека поради тоа во моментот не се разгледува таа иницијатива, затоа што додека не заврши тој зафат таму граничниот премин Клепало, тешко да може да се покрене одредена иницијатива за овој премин. Иако голем дел од Пехчево и околината овој проект силно го посакуваат, во ресорното министерство досега барање не пристигнало. До Министерството за транспорт и врски досега официјално никој нема поднесено ниту иницијатива, ниту барање за отворање на нов граничен премин. Доколку такво барање добиеме, тоа ќе биде предмет на анализа. Изјави денес министерот Благој Бочварски. Зошто од Пехчево толку инсистираат на овој премин? Преку овој граничен премин са 36 километра, а од кај Делчево со 76 да идеш до Благојград. Дури за струмичани е поевтино да дојдат од тука за дијат за Благојград, него од кај Ново село.